Почитувани пријатели, ве покануваме да бидете дел од утринската програма на Радио Глас на надежда. Секој ден од понеделник до петок во 8:30 минути со Томе Трајков. На Facebook страната на Радио Глас на надежда. Ке имате прилика да слушате утринска порака, совети за здравјето, животни приказни, рецепти за готвење, гости во студиото и многу други интересни работи. Ве очекуваме. Момчето и неговото слободно време. Едно младо момче, кое изгледало малку чудно, дошло во училиште и пристапило до вратата на канцеларијата на директорот на тоа училиште. Кога го сретнала секретарката на директорот, тоа побарало да поразговара со директорот. Секретарката ги погледнала неговите искинати алишта и си помислила дека тоа е момче кое проси, па поради тоа му рекла да отиде во кујната на училиштето. Момчето отишло во кујната на училиштето и повторно рекло дека сака да се види со директорот. Секретарката си помислила дека на момчето му е потребен оброк и затоа без да го вознемирува директорот, одлучила да му го даде тој оброк. Ви благодарам, одговорило момчето. Немам ништо против да ми дадете малку за јадење, но јас сакам да се видам со директорот доколку може да ме прими. Може би сакаш да ти дадам некоја облека, рекла секретарката, додека го гледала во искинатите панталони. Предпоставувам дека немаш други панталони. И без да го исполни барањето на момчето, таа му ставила малку храна на масата и се заминала да си ја обавува својата работа. Откако момчето се најало, повторно побарало да се види со директорот. Секретарката на ова му одговорила: тој е во библиотеката, но ако си решил да го вознемируваш, морам да ти кажам дека тој понекогаш сака да биде сам без да го вознемируваат. Потом му кажала да тргне по неа и ја отворила вратата од библиотеката и обраќајќи се кон директорот на училиштето рекла: Господине, овде има некој кој упорно настојува да ве види. Потоа го пуштила момчето да влезе. Тоа пак, откако се представило, објаснило дека сака да се запише на училиште. Директорот ја оставил настрана својата книга и почнал да му поставува прашања на момчето. А момчето на секое прашање одговорило со точен одговор. Директорот, гледајќи го од глава до петици и чудејќи се, го запрашал момчето од каде има толку многу знаење. Момчето одговорил дека го користело секое слободно време за да научи нешто ново. Тоа било сиромашно момче кое морало напорно да работи без финансиска можност да се школува, но знаело многу повеќе отколку учениците во тоа училиште, бидејќи работело на зголемување на своето знаење во неговото слободно време. Колку ли скапоцено може да биде слободното време? Како ние го поминуваме нашето слободно време и што сме научили во нашето слободно време? Ова момче може да ни биде пример колку многу може да се постигне со правилно искористување на слободното време. Многу млади кои се сега во затвор може да ви кажат дека причината поради која се таму е поради неразумното користење на слободното време. Тие во своето слободно време почнале да пушат, да пијат, да крадат и да прават најразлични проблеми со друштвото во кое тие самите го избрале. Затоа мораме да бидеме мошно внимателни како го поминуваме своето слободно време. Искушенијата секогаш не прогонуваат во слободно време, кога не сме зафатени со ништо. Има една изрека која вели: незапослениот ум е сатанска работилница. Затоа, најдобро за вас е да го исполните вашето време со нешта кои се полезни и за изградба на вашиот карактер. Читањето на Библијата е една од работите кои можете да ги правите во вашето слободно време.
všetky srdca cveta. Božia tá ľubov večná sveta, sype všetky srdca cveta. Zlatý harfy kedy dáde spas, po tej slave dlho čekám čas. Krásno kedy vyjde, koga znam, koga Isus kedy dojde nám. Zlatý harfy kedy dáde spas, po tej slave dlho čekám čas. Krásno kedy vyjde, koga znam, koga Isus kedy dojde nám. Jako sme maličkí dečíňa sal, ľubov Božia gorí vo nás kako žar. Sákame ptici nežno cvekje, srdca ni se preplne srećam. Sákame ptici nežno cvekje, srdca ni se preplne srećam. Zlatý harfy kedy dáde spas, po tej slave dlho čekám čas. Krásno kedy vyjde, koga znam, koga Isus kedy dojde nám. Zlatý harfy kedy dáde spas, po tej slave dlho čekám čas. Krásno kedy vyjde, koga znam, koga Isus kedy dojde nám. Koga Isus kedy dojde nám. Glas na nadešta. Драги слушатели, ја следите емисијата Глас на надежта. Како и секогаш, ќе слушнете многу корисни совети од Библијата, совети за животот и здравјето. Поздрав до сите вас, почитувани гледачи, која следите емисијата на радио Глас на надежта, Библијата зборува. Продолжуваме со нова тема која носи наслов Живот надвор од мноштвото. Библијата зборува дека ние како луѓе сме создадени на овој свет да меѓусебно соработуваме, да живееме. Меѓутоа, со паѓањето во грев, човекот ги попримил и они елементи во својот живот и они карактерни особини кои не се добро. Дали мноштвото, луѓето кои се околу нас, може да влијат негативно на нашиот карактер? Секако дека можат и позитивно и негативно. Токму во оваа емисија ќе видиме што Библијата зборува, како да се спротивставиме на сите тие влијанија во нашиот живот. Дали е возможно да му се служи и на Бога и на овој свет? Еве што кажува Исус во Евангелието според Матеја, 6 глава, 24 стих. Никој не може да му слугува на двајца господари. Оти или едниот ќе го замрази, а другиот засака, или кон едниот ќе се приврзе, а другиот презре. Не можете да му служите на Бога и на мамуна. Очигледно, опасноста е голема кога ние како луѓе сакаме да им служиме на двајца господари. Во духовен смисол тоа е Господ и сатаната. Невозможно е да се следат два пата и да се угоди на двајца господари, како овде Исус што вели, или едниот ќе го засакаш, а другиот ќе го замразиш, односно невозможно е така да се живее. Кој не е со мене, тој е против мене, кажува Исус Христос. Ние мора да се определиме во нашиот телесен, физички живот, кој ќе биде господар во нашиот живот. Дали тоа ќе биде Исус Христос, кој го положил својот живот за нас,
или непријателот, сатаната кој сака да не одвои од Христа и да не пренесе во неговото земно царство. Опасно ли е да се следи мноштвото? Некако луѓе сме склони, почитувани гледачи, да го следиме мноштвото. Значи, таму кај што има многу луѓе, еве тоа како да не привлекува. Еве да ве подсетам, само кога одите на пазар, ги поминувате тезгите, барате, например, цреши, кромпир или некои други производи, и очигледно окото ќе ви бега таму кај што ќе видите повеќе луѓе собрани околу некоја тезга. На тој начин автоматски мозокот ви кажува дека сигурно тоа е многу поквалитетно или добро или поевтино и вие махинално се приближувате до таа тезга и го купувате тоа што го гледате изложено, мислејќи дека тоа е најдобро, што секогаш не мора да значи. Не се поведувај по мноштво за да правиш зло, кажува Исус Христос. Значи, треба да бидеме многу внимателни кога ние следиме мноштво. Толпа на луѓе може да не однесат во некоја ситуација погрешна. Влезете низ тесната врата, оти широки се вратите и широк е патот што води кон пропаст и мнозина минуваат низ нив, а тесни се вратите и тесен е патот што водат во живот и малцина го наоѓаат. Значи, овде Исус зборува за таа духовна тесна врата која треба ние да следиме во нашиот христијански живот. Не оној широк пат кај што е се дозволено и да јадеш, да пиеш, да пушиш, да ги кршиш Божите правила и на крајот да бидеш спасен. Исус вели тоа е невозможно. Денеска, реков на почетокот, ние сме склони да ги гледаме луѓето кои се околу нас. Многу луѓе пушат, пијат, секако има и оние кои не пушат и не пијат, но тоа е мамец или мамка за сите нас да се поистоветиме со таквите луѓе. Што каже в Библијата за светското поведение, за луѓето кои ги кршат Божите правила? Еве да прочитаме заедно. Оти кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. Не можеме ние на два господари да служиме, почитувани пријатели. Не можеме ние на две столици или два стола да седиме. Јако вели, кој сака да му е пријател на светот, му станува непријател на Бога. Да, ние во светот живееме, ние сме дел од овој свет. Исус во Евангелието според Јована во 17 глава се моли за учениците, но и за нас денеска, да не Бог сочува во светот. Ние не треба сега да отидеме во планина да живееме тамо некаде изолирано. Ние сме дел од ова општество, но мора да бидеме внимателни дека сатаната преку општеството во кое живееме, посебно во големите градови, негативно тоа ќе влие на нашите деца, на нашите карактери и на нашите животи. Затоа излезете од нивната средина и одделете се или одвојте се, вели Господ, и не допирајте се до нечисто, јас ќе ве примам. Значи, овде Бог не зборува сега за физичко одвојување. Да, ако треба и физички ќе се одвоиме, ќе отидеме во некоја помала населба, во помал град или во село да живееме кај што нема такво негативно влијане. Познавам луѓе кои се иселиле од големите градови и отишле во провинција, значи отишле во помали градови кај што на вистина поемирен животот и нема такво негативно влијание. Иако денеска интернетот е секаде присутен, и во град, и во село, во населба, во мали или поголеми градови, но сепак ние сме тие кои треба да одлучиме кого ние ќе следиме. Еве што кажува, зашто тој ќе биде голем пред Господа и нема да пие вино, ни сикер и ќе се исполни со Дух Свети уште во утробата на мајка се. Значи, овде кажува Лука за едно пророштво за еден човек кој ќе се роди, тоа е Јован Крстителот, кој ќе биде уште од утробата на својата мајка одвоен за посебна служба. Гледате колку е опасно виното да го пијат мајките за време на бременоста, па и подоцна. Се мисли на алкохолно вино, кое делува штетно на нашите мождени кели
и ги уништува за секогаш. Зашто тој ќе биде голем пред Господа и нема да пие вино. И, нажалост, и во тоа време пиеле вино, алкохолно, сикер, тоа се тие како рум, како ликери, тие многу пожестоки пијалоци. Ги имало и во времето на Исус Христос, и во времето на Стариот Завет, но Бог тоа не го одобрувал. Луѓето си правиле вино и знаеме дори и некои Божи луѓе пиеле и на крајот навистина трагично завршиле. Или не знаете дека вашето тело е храм на Светиот Дух кој живее во вас и ви е даден од Бога и дека не припаѓате само на себе. Затоа христијаните не треба да пијат, не треба да пушат, не треба да се дрогират, не треба да го прават она што го прават сите. Зошто? Нашето тело е храм на Светиот Дух. Божиот Дух треба да живее во нас, за да имаме чиста совест, бистра совест, неопогането тело. Значи, едноставно, Бог однапред ни кажал каков треба да биде нашиот живот и што се треба да внесуваме во нашата исхрана. Зато постојат правила. Оние животни кои преживат, вели Библијата, и кои имат раздвоени копита на нозите, тоа да ви биде за храна. Исто така има упаства за птиците, за рибите. Значи, сите риби не се јадат како што е сом, ајкула и така натаму. Значи, Бог поставил правила на однесување. И затоа потребно да имаме Библијата како компас во нашиот христијански живот. Ако некој, вели текст овде понатаму, го сака светот, љубовта од Бога, таткова, не е во него. Значи, ако некој го сака светот, љубовта од Бога, таткото не е во него. Така да, очигледно, може да кажеме дека само Бог е тој кој може да не упати кон правата вистина. Немојте да се прилагодувате со овој свет, туку преобразувајте се преку обновувањето на вашиот ум, за да можете да ја дознаете која е добрата, угодна и совршена Божја волја. Значи, да не се прилагодуваме. Што тоа значи прилагодување? Мислам дека тој збор е јасен. Значи, да се поистоветиме, да бидеме слични. Сите тоа го работат, па еве и ние тоа ќе го работиме. Што не мора да значи дека нешто е греф ако е добро. Меѓутоа, ако тоа не одвојува од Бога, ако не води кон традиции, кон обичаи светски што Библијата не ги одобрува, тогаш јас тоа ќе го прекинам. Ќе се држам повеќе за Божите правила, за Божите упатства. Затоа не прилагодувајте се. Сите например, ќе кажеме, фарбат јајца за Велиден, иако сите не фарбат. Но тоа е помодарство, тоа е тренд, па ете и ние тоа ќе го правиме. И кога ќе ги прашаме таквите христијани, зошто тоа го правите? Па еве, останало, вели, од старите како традиција. Меѓутоа, сето наше верување, почитувани гледачи, треба да биде засновано на Библијата, значи на списите кој Господ ги запишал во својата реч. Како Бог одредува дали сме на негова страна или не? Еве да читаме уште еден текст. Матеј 7:21. Не секој што ми вели Господи, Господи, ќе влезе во Царството Небесно, а оној кој ја врши волјата на мојот татко, кој е во небесата. Значи, не секој христијанин е христијанин. Некои имат име христијан како само амблем, како фирма, а ништо друго. Знаете, во градовите има многу фирми, многу продавници. Има горе фирма, а затворена е, пропаднала, под стечај отишла таа фирма. Има такви христијани. Го имат амблемот, името христијанин, но тие се откажале од Бога. Тие одат спротивно на Божјата волја. Овде вели, која врши волјата на мојот татко, кој е во небесата, тој е според Божјето срце. Така да, почитувани гледачи, да не го следиме мноштво, тако во твоето село, во твојот град или во твоето улица, може би мноштвото веруваат на еден начин, а ти си сам. Не мора да значи дека ти си во криво, а тие се во право. Сето наше верување треба да помене низ таа призма на Библијата, да видиме дали сме во право или не. Зато Исус каже на почетокот, го читавме тој текст, влезете низ тесната врата, зашто ни широката врата, вели текстот, мнозина одат. Еве ова фотографија што ја гледаме сега, човек седи на овој камен, може да бидеш ти и јас место овој човек. И сега, еве од левата страна или од вашата десна страна го гледате ангелот, а од другата ѓаволот, сатаната.
Тој човек е на раскрсница што да одбере, кого да следи. Еве да видиме што му нуди едниот, а другиот. Не знаете ли, ако некому му се предадете за робови во послушност, робови сте му на оној кому му се покоруват. Или на гревот за смрт, или на послушност за праведност, вели апостол Павле во Римјаните 6:16. Значи, друг превод вели, станувате слуги на Господа. Или ќе бидеме ние робови во послушност, слуги на Господа, или ќе бидеме робови на сатаната. Зависи од нас. Исус ни нуди вечен живот. Сатаната нуди овој поминлив живот. 50-100 години богатство да имаш и на крајот ништо. Сите умираме и одиме в земја, вели Библијата. Никој од нас ништо нема да понесе. Единствено карактерот кој го понесеме со нас. И кој ќе дојде тој ден, тој час на воскресение, Господ повторно ќе ги врати животите на христијаните и ќе им подари еден нов живот. Кога заповедите на луѓето и на Бога се противречат, на кого би требало да се покоруваме? Дали на овој свет или на Господа? Еве што вели апостол Лука. А Петар и апостолите во одговор рекоа, треба да го послушаме Бога повеќе отколку луѓето. И тоа овој текст ги запишал апостол Лука. А ги кажал Петар. На кого повеќе ние да му бидеме послушни? На Бога отколку на луѓето. Знаете, во секое село, во секој град постојат разни обичаи и трендови. Ако ги следиме тие обичаи, ние тогаш треба постојано да ги минуваме нашите верски начала. Но ако го слушаме Бога, тие не се минуваат. Библијата вели дека во книгата на пророк Малахија дека Бог е исти од вчера, денес и утре. Тоа го пише во Евреите, но во Малахија вели, јас Господ не се менувам. Господ е постојан, почитувани пријатели. И затоа да го следиме Исуса Христа, а не мноштвото. Како да ја искажеме на најдобар начин љубовта кон Бога? Еве што вели Библијата. Ако прибивате во моето слово, навистина сте мои ученици. Склоп со Божјата волја. И затоа Господ вели, напразно ме почитуваат. Човечки повелби. Сега нема време да ви раскажувам разни приказни, разни настани на луѓе кои ги ја познавам и сум бил во многу села и градови каде што има многу разни обичаи. Без разлика што припаѓаат во една христијанска заедница, имат стотина разни обичаи. Но ако ја следиме Библијата, тие Божји правила, тогаш ќе бидеме сите идентични. Зошто лицемерите се преправаат како верници? Од секојаш имало лицемери, за да ги фалат луѓето. Еве на ова слика гледаме слика која ни укажува на фарисеите, оние садукеи, црковни учители во времето на Исус Христос. Едноставно, тие се покажувале надворешно дека се нешто. Зошто лицемерите се преправат како верници? Текстот вели, за да ги фалат луѓето. Матеј 6 глава. Матеј 6 глава 2 стих. Да се покажуваат пред луѓето. Тоа е спротивно на Божјата волја. Ова слика ни укажува на тие црковни учители во времето на Исуса Христа, фарисеи, садукеи, кои навистина добро го знаеле законот и сите 5 книги Мојсееви и Стариот Завет, но не ги држале. Тие едно учеле, а друго правиле. И затоа тие не биле вистински учители. Какви треба да бидат мислите на христијанинот? Се што е вистинско, што е честно, што е праведно, што е чисто, што е љубезно, што е на добар глас, ако е некаква добродетел, ако е некаква пофалба, мислите на тоа. Значи, нашите мисли да се исполнат со добри работи, а не со негативни. Затоа треба да внимаваме што гледаме, што слушаме. Сето тоа директно влие на нашиот карактер, почитовни гледачи. Не ќе оставам пред моите очи ништо подмолно, кажува Давид. Значи, мора да бидеме внимателни, зашто сето тоа влие на нашиот карактер. Дали Библијата го охрабрува носењето на накид и екстравагантни алишта? Вие кои сте читале Библијата, почитувани гледачи, сигурно сте наишле на текстови од апостол Петар кој зборува за накитот на жената или на мажот. Дека со накид не треба ние да се украсуваме. Обетки, ланчиња, некои други работи ги стават, на жалост, нападни шминки и така натаму.
Читайте Библијата, ќе видите што таа зборува. Дали Библијата го храбрува, значи носењето на накид? Не го храбрува. Еве, ќе читаме заедно текст. Исто така и жените да се украсуваат во пристојна облека, не со плетенки и злато, или со бисери, или со скапоцени облеки. Тоа го кажал еве и апостол Павле во 1 Тимотеева. Понатаму, вашиот украс да не биде надворешен во плетење на косата, во ставање на злато или во облекување на разни облеки, туку со криениот човек на срцето во непропадливиот украс на кроткиот и мирен дух, што е од голема вредност пред Бога. Еве и апостол Петар тоа го дополнува. Значи, ние сите сме создадени со природна убавина. Во ред, гревот доста придонел да нашето тело биде упропастено. Не е грев човек да користи некои креми за подобрување на кожата и така на. Меѓутоа сте видели некои напасни облеки на жени со големи ланчиња, со обетки на себе, па истетовирани. Едноставно не можеш да препознаеш таа женственост кај жените. Секако и мажите. И некои се шминкат и од мажите, си носат секакви обетки на ушите или на вратот. Треба да биде значи природно. И затоа Библијата укажува на таа опасност која може да биде лоша по нашиот живот, а тоа влие и на нашиот карактер. Во оној ден Господ ќе ги одземе убавите веришки на нозете, секакви звездички и месечинки, обетки, гердани и ладилки, превези, гриви и појаси, стакленца со мириси и уметнички украси, прстења и алки за нос. Гледате, во времето на пророк Исаја, 700 години пред Христос да се роди, и тогаш луѓето носеле такви украсни предмети на себе. Но Господ вели, ќе дојде ден кога тоа Господ ќе го тргне. Погледнете, звездички, месечинки, обетки, гердани, ладилки, превези, украси, прстења, алки. Тоа е плюс додадено на телото што нема потреба. Секако човек може да носи венчален прстен ако сака, тоа е знак дека е мажена или ожене човекот. Меѓутоа, сето оно друго што го носат нема потреба, зашто секој човек има своја природна убавина. Одиме понатаму да го прочитаме следното прашање. Како вид музика би требало да слуша вистинскиот христијанин? Гледате, почитувани гледачи, и музиката може да биде лош пат по кој може да одиме и да не таа музика одвои од Господа. Во моето уста стави нова песна, фалба на нашиот Бог, вели царот Давид. Ако ја читате неговата книга, Псалмите Давидови, ќе видите какви песни напишал Давид, каква музика тој користел во прослава на Господа. Значи, мора да бидеме внимателни. Рок музика, heavy metal музика, она која трешти, она која има во себе и лоши пораки, тоа неминуно влие на нашата психа и на нашиот мозок. Посебно младите луѓе тоа го слушат, младите деца. Дали танцувањето е добра разонода за христијаните? Дали е грев да танцуваме, да играме? Библијата не го одобрува тоа, почитувани гледачи. Иако ќе видите многу христијани играат, некои на жалост и на маса се качуваат на свадба, прават секакви, во диско одат, па се пијанчат, се другират и потоа се случува и тој неморал. Значи, дали прашањето, танцувањето е добра разонода? Ајде да читаме што вели Библијата, кој вели дека во него пребива, должен е да постапува така како што постапи и он. Тоа го кажува апостол Јован. Значи, нека ни биде Исус Христос наш пример, почитувани гледачи. Учејки не да ги отфрлиме нечестноста и похотите од овој свет, честно, праведно и побожно да поживееме во овој век. Секако, човекот треба да се развесели кога е свадба. Треба да биде весел, тоа не е погреб, но сепак да не претеруваме, да не одиме во некои крајности кои не доликува на човек. Зашто, еве, да се држиме по правилата на Библијата. Може ли христијаните да учествуваат во лотари, коцкање и други игри? Одговорот е не. Ја познавам многу пријатели, луѓе христијани или нехристијани кои изгубиле на коцка дури своите станови, куќи, доживеле развод, големи трауми и некои посегнале по својот живот. Се задолжиле од банките само да играат комар, така народски кажено, лотари, коцкани и така натаму. Еве што вели Библијата.
Зашто коренот на сите зла е сребролюбието, на кој што некои откако му се предадува, се отклонија од верата и си навлекоа многу маки. Бог благословува честна работа, почитувани гледачи. Она што ќе го заработиме со своите 10 прсти. Меѓутоа, и да добиеш на коцка некој денар, и твојата мисла нема да биде, твоите мисли нема да бидат спокојни, зашто знаеш дека тие пари се од другите коцкари и тие се сега дадени на тебе. Утре твоите или било кој други пари, па друг ќе добие само еден дел и на крајот повторно ќе останеш без тие пари. Се сеќавам на едно момче кое играло комар, односно коцка. Ми вели, добив, не знам, 2-3 евра. Меѓутоа, ѓавот го измамил, ајде уште еднаш да игра, може ќе дуплира. И тој се вратил. Играл и тие му отишле и уште свој толку дал на коцка и останал со празни джепови. А зел брз кредит. Знаете, оние приватни агенции кои дават пари. И сега не знаеш како да ги врати. Затоа, почитувани гледачи, манете се од коцка. Тоа не е никаков благослов, само може да имате проклество. Кој брза по богатство не останува без казна, вели Библијата. Кога бевме меѓу вас, ви го заповедавме ова, дека кој не сака да работи, нека и не јаде. Гледате, Библијата кажува дека работата е благослов. Не може некој со лесна коцка да добие големи пари. Може да добиеш понекогаш некој денар, ама 100 пати повеќе таа коцкарница ќе ти земе. Денес, на жалост, има многу коцкарници во нашите градови. Скоро на секој плоштад, на секоја втора улица. Тоа е легална кражба на луѓето. Бидејќи државата дозволува да се отварат коцкарници, а таа собира големи даноци од нив и на крајот испрашта обичниот човек. Затоа да го послушаме Бога, да се откажеме од коцкање, било која врста, дали е лотарија, дали е играње на тие флипери, на тие машини или на спортска прогноза. Сето тоа може да биде фатално за нас. Мудро ли е да ја поставуваме едноставно утрешната кариера или земните богатства пред Исуса? Не е мудро. Зашто каква полза ќе има човек ако го придобие целиот свет, а на својата душа и на пакости? Или што ќе даде човек во замена на својата душа? Понатаму, животот на човекот не се состои од изобилство на неговиот имот. Знам, некои луѓе велат да завршам школа, па гимназија, па средна, па висока, па факултет, па докторат и на крајот ќе остаре и умира. И нема време за Господа. Не смееме ние да ги ставиме тие земни придобивки како што е кариерата, богатството пред Исуса. Се е поминливо, почитувани гледачи. Дога си млад, прифати го Христа. Дај ги твоите најдобри години за Христа и Бог ќе те благослови. Тогаш ќе имаш и благослов во кариерата, ќе имаш и богатство, ќе заработиш честно. Меѓутоа, ако го ставиме Бога на страна, за да ги придобиеме тие земни богатства, може да биде трагедија за нашиот живот. Каква би требала да биде целта на Божиот народ денеска? А ние сите сме Божи народ, деца Божи, синови и керки. Каков треба да биде нашиот однос, односно нашата цел, почитувани гледачи? Еве што кажува апостол Јован. И што и да го замолиме, примаме од него, зашто ги пазиме неговите заповеди, правиме што е богугодно пред него. Значи, гледате дека Господ ќе не благослови. Господ ќе го благослови својот народ, ако верно и честно ги следи неговите правила. Бои се од Бога, исполнува ги неговите заповеди, зашто во тоа е се за човекот. Значи, тоа кажал мудриот Соломон, кој бил најбогат, најмудар. И тој, знаете што кажал при крајот на својот живот? Кога се пробал, кога се прокоцкал, тој и кажал токму овие зборови. Тој во еден дел од својот живот, кога бил на врвот од својата слава и популарност, се имал и жени, и богатство, во една прилика, вели, ми одмрзне животот, посакал да се самоубие. Но Господ го сочувал. И на крајот, еве ги неговите зборови. Бои се од Бога, исполнува ги неговите заповеди, зашто тоа е се за човекот. Се е таштина, тој вели, се е празнина, се е ветар, се е суета, се поминува.
Затоа, почитувани гледачи, да се потпреме на Бога, на неговите правила, на неговите упатства. Како Петар ги опишува луѓето кои ја познавале вистината, но се откажале да ја следат. Еве го текстот. За нив би било подобро да не би го познале патот на правдата, откако го позна, да се вратат назад од светата заповед која им е предадена. Ним им се случува според вистинската поговорка, песот се враќа на својата блувотина и искапената свиња во калта. Тие се навистина малку драстични споредби, но со тоа сака да ни каже апостол Петар колку е опасно кога некој почнал да го следи Бога, живел и потоа се враќа повторно назад. Тој го споредува со песот и со свињата. Има една таква личност, а има и повеќе во Библијата, но јас ќе го спомнам Димас, кај што апостол Павле вели, жал ми е, Димас го остави Бога и му омиле повторно овој свет. Така да, ако си го запознал Бога, може би си паднал, си се лизнал духовно, си погрешил, немој да го откажеш Господа целосно. Покај се, врати се кај Христа. Тој вели, дојте кај мене такви какви што сте, јас ќе ве примам, ќе ве операм, ќе ве очистам, ќе ви дадам моја правда, моите чисти алишта. Има ли нешто подобро тоа? Затоа, драги гледачи, ако сме отишли некојаш од Господа, време е да се вратиме целосно. Нема среќа и радост во овој свет. Се е поминливо, само Бог е вечен и она што тој ни го нуди како Творец. Дали следењето на Исуса вклучува известни борби и самоодрекнување? Дали христијанскиот живот е лесен, почитувани? Ако некој сака да врви по мене, нека се одрече од себе, нека го земе својот крст и нека оди по мене. Не е то буквално сега ние да земе крст па да го влечеме по патот до нашето работно место. Крстот е символ за искушенија, за падови, за проблеми. Тоа е составен дел од нашиот живот. Секојаш кој гјалот не куша, тој е крст. Дали ние ќе бидеме победници или ќе изгубиме, ако одиме сами. Ќе изгубиме, затоа потребен е Исус Христос. Опасно ли е да го одлагаме и да го одоговлечуваме донесувањето одлука за следење на Исуса? Не треба да одложуваме или да го тоа одлекуваме, зашто може смртта да дојде пред да не донесеме одлука. И тогаш е се доцна. Библијата вели, денес како го слушнете Божиот глас, прифатете го, одлучете се. Кажете, Исусе, сакам да бидам Твој денеска. Помогни ми, влези во моето срце и води го мојот дом, води го мојот живот. Денес кога ќе го чуете гласот Негов, еве го текстот, не стврднувајте ги срцата, вели апостол Павле. Како тогаш ќе избегнеме ако занемариме такво големо спасение? Значи, Павле вели, како тогаш ќе избегнеме ако го занемариме таквото големо спасение? Денеска Бог и преку оваа емисија, и преку многу други емисии, проповеди или книги кои ги добиваш христијански, читаш и Духот те предупредува, Духот те потикнува, немој да го затвараш срцето свое. Еве сега е времето. Благопријатно ете сега е денот на спасението. Значи, денеска немојте, почитувани пријатели, да одложувате за некое подобро утре, или кога ќе пораснете, кога децата ќе ви се оженат, омажат, кога ќе направите куќа, кога ќе влезете во пензија, па кога ќе се случи ова, пона и на крајот ќе остарете и ќе немате сила да донесете одлука. Ѓаволот ќе ве врзи во некоја мрежа, а може и животот да прекине. Никој од нас нема гаранција што ќе се случи утре. Затоа, опасно ли е да продолжуваме да се спротивставуваме на Божјата волја, откако тој веќе ни ја покажал вистината? Опасно е, и то многу опасно. Значи, ако ја одложуваме својата одлука за некое идно време. Мојот народ гине, нема знаење, зашто ти го отврли знаењето и јас те отврлам тебе. Зашто го заборави законот на својот Бог, јас ке те заборавам, јас ке ги заборавам твоите синови, кажува Бог во книгата на пророк Исаија. Мојот народ гине, зашто нема знаење. Го отврлиле Бога во тоа време, а и денеска слични сме ние како генерација. Денеска ни е на дофат на раце Библијата. На интернет имате предавања милион, што би се рекло. Меѓутоа луѓето и понатаму живеат во духовно незнаење. Го отврла знаењето,
И зато Бог вели, јас ке те оставам на твоите одлуки. Но, почитувани гледачи, Бог дозволува ние да донесеме одлуки самостојно. Но знаете, и последиците ние ќе ги сносиме. Зашто тоа сме го одбрале. Не смееме на крајот да го оптужуваме Бог и да му кажеме, Боже, па зошто не ми помогна, зошто не ме предупреди? Бог непостојано предупредува и преку ова емисија, преку ова предавање. Може некој ќе одмавне со рака, ќе рече, не ме интересира тоа. Имам слободна волја, јас сум млад и можам се да јадам, се да пијам, се да пробам. Се е можно, вели апостол Павле. Се ми е дозволено, но не е на корист за нас, почитувани гледачи. Зашто ако, откако ја познавме вистината, своеволно грешиме, тогаш веќе нема жртва за гревови, вели апостол Павле. Значи, ако сега слушаме вистината и ја отфрлиме, тогаш немаме ние изговор пред Бога еден ден да кажем, па Боже, јас не сум слушнал за тоа што треба да пијам или што треба да јадам. Што ќе се случи со оние кои упорно ја отфрлаат вистината и со секаква неправедна измама, за оние кои загинуваат, зашто не ја примија љубовта кон вистината за да се спасат. И затоа Бог им испрати заблудна дејност за да и веруваат на лагата, да бидат осудени сите кои не поверуваа во вистината, а има задоволство во правдата, вели апостол Павле. Значи, Бог ќе ги препушти на нивната одлука, кои верувале во лагата. Лагата не спасува, лагата уништува. Ќе бидат, вели, осудени сите кои не поверуваа во вистината, а има задоволство во неправдата. Понатаму, а овој суд е за тоа што светлината дојде на светот, но на луѓето им омиле повеќе мракот, отколку светлината од нивните дела беа лоши, вели апостол Јован. Значи, луѓето денеска на жалост сака да го следат широкиот пат. Поминуваат ни таа широка врата на задоволство световни, да јадеме и да пиеме, вели еден текст во Библијата, зашто утре ќе умреме. Тоа е на жалост денешната човечка филозофија. Да јадеме, да пиеме, зашто утре ќе умреме. А што потоа? А што после смртта? Да, сите ќе умреме, но ќе дојде ден на отчит, ќе дојде ден на воскресение. Дали ќе бидеш во првото или во второто воскресение? Денеска се одлучува. Денеска ние самите одлучуваме во која група ќе се најдеме, дали во првата група или во втората. Каков е резултатот од примањето на вистината? Голем е мирот кај оние кои го сакаат твојот закон и за нив нема соблазна, вели псалмиста Давид. И ќе ја познаете вистината и вистината ќе ве ослободи. Гледате, вистината е во Библијата. Вистината е Исус Христос. Не е вистината во човекот. Не е вистината во овој свет. Во овој свет е само лага, превари, измами, завист, љубомора, омраза, гнев, убиства и на крајот смрт. Вистината е кај Господа. Откако ги очистивте душите ваши со послушност на вистината преку Духот за нелицемерно братолюбие, сакајте се еден со друг, постојано и со чисто срце. Еве каде лежи благословот. Да ги очистиме нашите души со послушност во вистината преку Духот, Светиот Дух кој може да ни помогне, не со некој лицемерно братолюбие, туку истински да се почитуваме и да се сакаме, почитувани гледачи. Ако се почитуваме како луѓе, многу судови ќе бидат затворени во Македонија. Зашто ќе нема омраза, ќе нема лицемерие. Сакајте се еден со друг, постојано и тоа со чисто срце. Зошто христијанскиот живот има толку возвишен повик? Зошто? Еве зошто. Но вие сте род избран, царско свештенство, свет народ, луѓе придобиени за да ги возвисите совршенствата на оној кој ви повикал од темнина во својата чудна светина. Значи, ние сме царско свештенство, почитувани гледачи. Ние сме тие кој Бог го дал својот син Исус Христос да умре за нас. И затоа одлучи се денеска кога ќе следиш, тесниот пат или широкиот пат. Дали ќе поминеш низ тесната врата или ќе следиш широката врата. Божја волја е да бидеме лојални на Бога и да не се поведуваме по ова мноштво, да не гледаме луѓето кои ги има во мноштво дека тие се во право. Не, Исус имал само 12 апостоли.
и тие го шириле словото, иако имало и илјадници луѓе во тоа време, но тие биле носители на Исусовата вистина. Господ нека не благослови сите и нека ни помогне да на време поминеме низ тесната врата и да го следиме Исуса Христа во нашиот живот. Срдечен поздрав! Дојдовме до крајот на емисијата Радио Глас на надежда. Доколку имате прашања, совети или предлози, пишете на адреса Радио Глас на надежда, улица Влае, број 42, Скопје. Можете да се јавите и на телефон 077 819 828. Слушајте не повторно во следната прилика. Во твојот дом ти зборува преку гласот на надежда и срцето отвори го, спасот прими го. Не чекај, животот минува, твојот Господ те повикува. Дојди таков каков си, време не губи. Дојди ти кај својот Бог, храбро почни живот нов. Се што било заборави, тој те чека, него си. Ако ти му слушнеш глас, немој да се двомиш, твојот Бог ти нуди спас. Чуј го Божиот глас, глас на надежда. Почитувани пријатели, доколку сакате да ја изучувате Библијата, имате изворедна прилика тоа да го сторите преку онлайн веб страницата на Библијата зборува. Оваа веб страница е креирана за да ви обезбеди сеопфатно, организирано и темелно проучување на Библијата. Курсевите се бесплатни и без обврски. Можете да го следите во кое било време, тогаш кога вам ви одговора. На располагање ги имате следниве курсеви: библиска археологија, библиски пророштва, за верата и верувањето, библиски совети за здравјето, библиски совети за бракот и семејството. Запознајте ја Библијата, Светото писмо на Стариот и Новиот Завет преку курсевите на интернет или во печатена форма.